По 6 години поминати како претседател на Фудбалската федерација на Македонија, најавено е дека утре Илчо Џорџиевски ќе го обелодени заминувањето од куќата на фудбалот. Актуелниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Џорџиевски се очекува утре да им ја соопшти одлуката за своето повлекување од функцијата на членовите на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија на закажаниот состанок од 12 часот во Фудбалската федерација. Неофицијално ваквата одлука Ѓорѓиевски неодамна е соопштил на членовите на комитетот за итност, а утре ќе биде само официјализирана. Најверојатно до назначувањето на нов претседател, ФФМ ќе биде предводена од подпредседателите на федерацијата и генералниот секретар Филип Поповски, а нов предводник на ФФМ ќе се избира на редовното изборно собрание, предвидено за почетокот на следната година. Ѓорѓиевски изминативе 6 години беше прв човек на ФФМ, како четврти претседател во Независна Македонија по Љубисав Иванов Дзинго, Ламбе Арнаудов и Харалампие Хаџиристевски. Со оглед на приликите во македонскиот фудбал и евидентното незадоволство од работењето на федерацијата и лично на нејзиниот прв човек, многу е логично одлуката за негово повлекување да го направи ова фудбалско лето во Македонија доста турбулентно и да отпочнат лобирањата и акциите околу обезбедувањето на делегатската поддршка за избор на новиот претседател на најмоќната спортска федерација во земјава. И во изминатиот период наназад во јавноста се шпекулираше со многу имиња како потенцијално претенденти за претседателската функција во ФФМ. Дали некој од веќе познатите на јавноста истакнати фудбалски работници навистина ќе се вклучи во трката и ќе ги официјализира своите амбиции за прв човек на Фудбалската федерација на Македонија, останува да покаже наредниот временски период. Инаку, генералниот секретар на ФФМ Филип Поповски на денешната пресконференција истакна дека благодарение на реализираните проекти, УЕФА на ФФМ доделува нови вонредни средства од Хет-трик програмата во висина од 1 милион евра, кои федерацијата ќе ги насочи кон подобрување на фудбалската инфраструктура, а со новиот Хет-трик 5, една од можностите е комплетна доградба на главниот стадион во комплексот Петар Милошевски и можноста да создадеме услови и нашата А репрезентација да игра дел од надпреварите на стадионот во комплексот на ФФМ, кој би имал капацитет од 5000 седишта.